постојано доцнење, неточен возен ред, гужви. Ова се нечестите забелешки на граѓаните кои секојдневно го користат градскиот автобуски превоз. Не се на време, чекаме по саат време. Не се точни. Еве сега пред малку пишуваше пред 1 саат да дојде и не дојде. Сега пишува друг ќе дојде, за 7 минути нема го. Еве, ретки се. Нема ни клима, гужва има, не се редовни. Пишува пример 15 минути, он уште дупло чекаш. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првите 3 месеци од годинава намален е бројот на патници кои се возеле со автобус. Во споредба со истиот период лани, кај градскиот превоз забележано е намалување од околу 5%, а кај приградскиот близу 9%. Според граѓаните, неопходно е во сообраќај да се вклучат повеќе автобуси. Па да се купат нови автобуси, обеќа, ама нешто еве го растурија тоа. Повеќе автобуси, да има, да не чекаме толку по саат време. Треба повеќе автобуси да има. Поише, пошто ми е таква работата, користам такси. Не можам да стигнам кај уште со градски автобус од еден крај на друг крај, ми треба многу време. Министерството за транспорт минатата недела објави дека пропаднал тендерот за набавка на 150 електрични автобуси кои требаше да пристигнат од Унгарија. Набавката ја поништила Државната комисија по жалби за јавни набавки, бидејќи немало електронски договор за соработка со фирмата која требаше да изгради станици за полнење на возилата. Градските власти најавија дека во рок од една недела ќе распишат нов оглас. Инаку, според статистика, во првото тромесечје од годинава забележан е пораст од над 9% на бројот на превезени патници кои користеле меѓуградски линии. Пораст има и кај меѓународниот превоз на патници. Зоран Јаневски, Сител телевизија.